Добар ден, драги гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на состојбите во јавното претпријатие Градски гробишта, а наши ваш гостин е Драган Тринески, директор на јавното претпријатие. Добар ви ден, Драган, ви благодариме што сте денес во студиото на ТВМ телевизија. Ви благодарам, Сонја, поздрав до вас лично и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Ви благодариме. Разговорот ќе го започнеме со она што најмногу ја интересира јавноста, а тоа е каква е финансиската состојба во јавното претпријатие Градски гробишта, со оглед на тоа што знаеме дека изминативе години сите јавни претпријатија се едноставно во лоша состојба финансиска. Повелите. Така. Тековно прашање, актуелно прашање, како за сите, така и за моето јавно претпријатие. Јас ќе напоменам вака. Финансиската кондиција од почетокот на моето доаѓање пред 6 месеци до ден денешен е и текако подобрена. Меѓутоа, не сум човек кој сака да зборува во прво лице еднина. Повеќе, за моите резултати, сакам да зборуваат фактите, остварените резултати, но и моите вработени. Вака сега. Само ќе напоменам неколку факти кои ќе одат во прилог на оваа моја констатација. Значи, ние пред моето доаѓање бевме ДДВ обврзник на секои 3 месеци. Сега станавме месечен обврзник по основ на ДДВ. Зголемен е обемот на работа по основ на налог на општина за 37%. Добро. Меѓутоа, кога ќе ме прашате за финансиска кондиција, како раководител на ова претпријатие, пред се, но како и домаќин на ова претпријатие, јас сакам моето претпријатие да го видам спремно, во кондиција за 42 км 127 метри. Со тоа, сакам да кажам, сакаме да трчаме маратон, не на кратки патеки. Така. Тоа е мојата заложба. Така. Такви се вашите планови? Да, моите планови, но и плановите на мојот тим. На моите вработени, да, Така. мојот тим. Ајде, дали имаме бројка? Колкави се долговите на јавното претпријатие? Значи, колкави беа, колкави се денес, чисто да знаеме. Во овој момент, моменталниот долг на моето претпријатие изнесува 3 милиони 570 722 денари. Меѓутоа ќе напоменам, во овој долг е акумулиран долг од милион денари, застарен долг по не знам кој основ од комуналното претпријатие Охридски комуналец. Значи, тоа ни е наследен долг, кој се провлекува од година во година и кој долг час поскоро треба да се ревидира и како по кој основ сме дошле до тие милион денари. Значи, во овие кумулативен износ од 3 милиони 570 влегува долг од милион денари од јавното претпријатие Охридски комуналец. На 1.1. денот кога стапив на сила, вкупниот долг на моето претпријатие изнесуваше 7 милиони 203 илјади. Успеавте толку двојно да го намалите во толку краток период? Дека не сакам да зборувам напразно, ќе ги посечам овие факти. Значи, по основ обврски кон добувачите имаме исплатено 2 милиони 105 илјади денари. По основ на ДДВ 2 милиони 466 илјади и данок на добивка од околу 110 743 денари. Тоа се бројките официјални кои зборуваат за нашата финансиска стабилност и ликвидност, меѓутоа тука не застануваме. Значи, имаме долгови кои не оптеретуваат од минатото, но и тековни долгови кои се извршуваат. Така, се извршуваат така. Така, планирате да ги чистите и понатаму, верувам. Секако. Сонја, знаете како, ние работаме бизнис. Бизнисот, основниот постулат на бизнисот е доверба. Така. За некој да ни испорачува навреме репроматеријали, ние мораме навреме да ги санираме и да ги сплатиме обврските кон добувачите. Така. Ако ние не ги плаќаме, значи на друга страна немаме довербата за навремено испорачување. Така. Значи работаме во лоша атмосфера. Меѓусебно не се познаваме, немаме доверба, така да бизнисот не трпи таква импровизација. Така. Овде би сакала да ве запрашам колку вработени имате во јавното претпријатие. Најчесто во јавноста се зборува дека имаме превработеност во сите јавни претпријатија, ме интересира каква е состојбата кај вас. Моментално ние имаме на платен список 52 вработени, од кои и плюс 4 на неопределено работно време. Значи 52 се со редовен работен однос, а 4 се на определено работно време. Значи вкупната бројка е 56 вработени моментално во моето јавно претпријатие.
Имаме ли преработено? Значи тоа дека имаме од повеќе работници или не? Сега како ме прашувате за нешто, еве само ќе ви одговорам вака. Значи, ова јавно предпријатие располага со 11.573 громни места за одржување на овие громни места. И она инфраструктура што ги поврзува громните полина, улици, патишта, пристапни патишта, моментално ги обслужуваме со двајца работници од паркови и зеленило. Значи, тие двајца работници со нивниот предводник косат, прскаат, метат. Немојте да заборавите, тоа е сега нормално предизвик сам по себе, дека охридските гробишта важат за едни од најсредените во Република Македонија. Апсолутно. И то ние не застануваме тука. Секогаш може и подобро, и почисто, и поорганизирано. Значи, поголемиот дел од вработените ви се администрација. Значи имаме дело на администрација, имаме исторено оделение наплатна во градскиот пазар, имаме инкасатори, градежна оператива. Така, На тој начин е структурирано јавното предпријатие градски гробишта. така. И користам можност да ги поздравам сите вработени од прв до Така. последен, безпрекорен колектив, со луѓе домаќини, безпрекорни соработници. Одлично. И јас се радувам што сум во таков колектив. Добро. Изминатиот период, директоре, актуелно беше расчистувањето на депонијата, на гробиштата. Мислам дека беше во делот на муслиманските гробишта. Така. Што се случуваше таму? Дали е целосно расчистена, дали во етапи се чисти? Така. Сонја вака, рака на срце. Револтот и поплаките од страна на муслиманското население беа оправдани. Така. Ова се гробишта. Мора да пленат со својата чистота. Гробиштата мора да бидат достоинствено место. Така е свето место за верниците. Меѓутоа, во средината во која живееме, јас сум рекол, јас да сум директор на тоа предпријатие нема да дозволам политика и политички поени некој да ќари таму. Така. Значи тоа место ќе биде последното место каде што достоинствено треба да ги спраќаме нашите родители, Така. сограѓани, роднини и пријатели. Се пристапи како човек заедно со моите вработени, морам да признам, пристапивме суштинско решавање на проблемот, не козметички. Значи проблемот го решаваме во 3 фази. Првата фаза беше чистење на сето онај градежен шут. Значи имаше таму бетон, земја, асфалт, све имаше. Кој е направил таа депонија? Значи тоа е акумулирано години. Со години беше акумулиран отпадот таму. Од страна на вработените во Не, јавното не, предпријатие? од наша или страна не. Ние, Од страна на да, несовесни, ние како граѓани? природата на нашата работа е да имаме депонија. Затоа што отстрануваме стари бекатон плочки, Така. бетонски површини. Ние имаме еден дел за депонија. А така. Значи ова не беше. Значи, со тоа не амнестирам дека и ние не сме создале така. дел од таа депонија, меѓутоа тој дел е минимален. Така. И пристапивме кон ова решавање, реков, суштински и не козметички. Првиот чекор беше отстранување физички на тој шут. И тоа го направивме и чистевме таа депонија и ова е прилика да се заблагодарам на еден благороден човек, господинот Хакан Умут, кој ни помогна со сета своја механизација да го чистиме сиот градежен шут. Значи, не сме платиле денар за чистење на депонијата. Меѓутоа, депонија беше тук. Депонија е христијанскиот дел. Ние не чепнавме тука вамо да оставиме. Значи, на порено од која и чистивме таа депонија, ние се преориентиравме кон чистење на депонијата, која не се гледат, која е долж оградата према Лесковец и која е создавана исто со години. Значи, и таму, станува збор за 873 метри кубни шут. Тоа се огромни количини. Тоа се огромни количини, како технички, така и финансиски. Така. Значи, го решаваме и тој проблем на поредно. Дека е тешко, ама не се предаваме тука. Значи, не застануваме. Реков, лицето на гробиштата мора да биде безпрекорно чисто. Значи, Така и чистотата мене ми е императив во работава на ова јавно предпријатие. После си ред на другите работи. Така. Втората фаза на решавање на овој проблем е поставување на ограда. Со цел да не може да влезет други да извршат депонирањето. Така. отпад и натаму. И третата фаза е веќе хортикултурно уредување на просторот меѓу оградата и паркингот. Значи, ќе поставиме тревни површини, цвеќа, огради, зеленики и така. Потребно е време,
А не сум човек кој сака да ветите да не исполнит. Значи јас сум дал збор за таа депонија и сум бе извршил таа депонија. Така, ја зачистивте. Е зачистив. Одлично. Директор, сега малку околу цените на услугите. Во јавноста, мислам дека во март видовме голем број на реакции од страна на граѓаните во однос на тоа дека цените на услугите на градски гробишта биле зголемени 60%. Што е вистината? Има и вистина во тоа, Сонја. Точно, цената на гробарината на 11.12.2022 година е зголемена од 600 денари на 1050 денари. Тоа е цена за едно гробно место. Меѓутоа, по нашиот ценовник, мислам, граѓаните си плаќаат цена, пример, и за 2 гробни места, и за 3 гробни места. Цената од 1000 денари за 2 гробни места е зголемена на 1750. И цената за 3 гробни места зголемена од 1200 на 2100. Само за илустрација. Значи, месечно ви доаѓа гробарина 87,5 денари, цена која ќе се сложите и вие и јас, е цена која ја плаќаме за кафе. И да седниме. А и малку е Ги за разберам, кафе. така, и малку е за Кафе, кафе. малку Ги е, разберам ама. граѓаните. Оној пат кога ќе му чепните во джепот, го предизвикате револтот, а никој не прашува што добиваат за тие пари. И дали тие пари нас не ги покриваат, Трошоците. значи оние тековни трошоци. Така. И визави тоа што претходно ви го споменав, значи таа чистота ја одржуваат тројца работници. А зошто ви не достигаат такви работи? Тој кадар е повеќе од потребен Така, во така. однос на она што знаеме сите сакаат да бидат во канцеларија. Така. Природата на нашата работа е Сонја вака. Ние имаме градежна оператива со безпрекорни работници. Значи ние работаме по налог на општина. Така? Значи редиме бекатон, ивичнаци, санираме јавни површини. На тој начин ние обезбедуваме скоро 50-60% од износот на плата која ни е потребна месечно. И правиме рокади. Ако сега ни се потребни, карикирам, 4 работници на Кирил и Методи, 2 работници да одржуваат некоја друга површина. Значи 2 работници не остануваат. Нормално, жива сила, имаше потреба од одмор, од било како. Значи немојме и во секое време бројнава состојба на самите вработени да ја држиме на потребното ниво. И никој не се прашува. Уште еден проблем. Не е да сватите дека јас, например, кукам или се жалам. Не сум човек кој се жали. Никој не прашува. мора да се кажат предизвиците, треба да ги знае Никој јавноста. не прашува ние, например, Кирил и Методи со какви средства, технички мислам, сме ја направиле. Или некоја друга улица. Така. Значи, буквално моите работници Бекатонов го носят на раце. Немате транспорт. Значи, немаме транспортни средства. Моментално имаме сега од теке тендер, со огромна подршка во оваа прилика ја користам на градоначалникот Пецаков, кој те како ни е ветер во грб, ама преку ноќ не можеме да создадиме така како што... Каков тендер ќе се набавува некое возило? Да, товарно возило, Одлично. ни се при крај тендерската Одлично. постапка влегуваме во таа и мислам во голема мера ќе ги решиме се дел подобрат, од да, проблеми. дел од тие проблеми. Така. Ме интересира, ги кажавте цените на гробарината, но сакам да слушнеме колку чини едно ново гробно место на Охридските гробишта. Ние како новинари многу пати сме пишували прилози дека како апартман со поглед на езеро, мислам да малку да. Ме разбирате, но Така, навистина се многу повисоки цените во однос на другите градови. И сакам чисто да знаеме колку чини едно гробно место ново. Искрено, не ја знам цената на другите гробни места во другите градови. Нашата цена е вака, Сонја. Ние имаме поделено ефтини и поскапи гробни места. Значи зависно од локацијата. Зависно од претпоставувам. локацијата, ете како што рековте. Тие прва линија, задна линија, цената Така. на гробното место, прва линија е 108.000, додека на поевтините гробни места е 46.000. Значи не е далеко од она што се шпекулират во јавноста дека едно гробно место изнесува 5.000 евра. Е сега, никој не се прашува што добиваат за таа цена. Не е само гробното место во таа цена. Добро, шо? Значи Што ние се го, добро? го продаваме гробното место Добро. и сме должни. Бетонска Одржување. плоча со соодветна арматура, поставување на клупа и потоа уредување со бекатон или плочки во зависност од потребите на старателот на гробното место. Значи не е само гробното место.
Така. сега, не сакам да злоупотребам вашава емисија, па да кажам сега. Која беше цената на репроматеријалите изминативе години, така? Се е Која е поскапено, цената на апсолутно. енергенсите, така? И да не забораваме, имаме трет постулат, зголемување на минималната плата. Апсолутно. Да. Да, Така. тоа ги заглави сите јавни предпријатија. Така, овие уште три повеќе. постулата. Вие можете да си ги дозволите ако имате зголемена продуктивност. Така. Меѓутоа се одразуваат на цената на чинење на услугата на ова јавно предпријатие. Но искрено ми ако ме прашате, тоа е Така. голема цена, 108. Не, затоа Е висока ви кажам, цена. да види Дефинитивно е висока. појасно на граѓаните. Така. Ме интересира, Драган, како стоите со наплатата? Многу често некои директори од јавни предпријатија кажуваат дека навистина имаме ниска наплата, водовод, комуналец, не знам, каква е наплатата кај вас? Јас во тој поглед морат да бидам благодарен и да се пофалам со процент од околу 92% наплатена гробарина. Знаете, гробаринава е годишен трошок, Апсолутно. така и во текот на цела година, по одредени региони, ние согласно нашата динамика ги пушаме сметките за наплата. Добро. И И 90. до 92% стигаме со навистина наплатена еден голем гробарина, процент. да, и морам да се заблагодарам до Навистина граѓаните за... голем процент. А какви се реперкусиите за оние кои што нема да платат, не знам, година, 2-3, не е ова вода, тоа па или струја ќе ви исклучам, како е на тука? онај непопуларен начин да пристапиме, значи мора да бидат Опомени отужени. извршители. Да, и отужени. Значи тоа е Така, патот. така, тоа е патот Да, како тоа ме интересува. секој долг. Така, како секој долг Да, по закон. иако преферираме тоа да го решиме со договор, ама некој пат сте приморани на тие непопуларни мерки да преземете, но согласно законите за финансиско работење. Така. Ете, ја споменавме чистењето на депонијата, но ме интересира како се одржува она тековно, хигиена, инфраструктура на гробиштата. Двајца, кажавте, одржуваат хигиена. Да, нажалост е така и тоа е жива вистина. Сонја, паркови зеленило, двајца вработени, еден предводник. Само тие три лица се Да, кажат, па да ви кажам искрено за она уреденост би им честитала. Ета. Сега, во пресред на празниците, како што е Бајрам, Великден, Така. ние имаме нов пристап и ова е прилика да се заблагодарам на моите вработени, администрација, наплатна, на сите од прв до после. Значи, во саботите ние практикуваме работни акции. Каде сите се вклучуваме во чистењето на гробишта. Пристапуваме код метење, собирање на ѓубрето, средување, кастрење на борови, на цвеќина, Браво. значи така го да А дополнуваме. каква е свеста кај граѓаните? Не би се сакал, остава не би ли сакал отпад никого, зад себе? не би сакал никого да нападнам. Сонја, ете, оставам. Добро, генерално во нашата земја еколошката свест сите Сепак знаеме место, дека е на знаете, вистина како ја ниска. осетливо е. Има курпи за отпад? Да, имат. Значи тоа има на повеќе Ево сега локации, во- претпоставувам. Не знам дали да кажам како информација, ќе видат граѓаните за прв пат во пресред на Курбан Бајрам на 16 јуни и во пресред на Дуовден 21 јуни, ние решивме овој пат самите услови да ги подобриме на начин шо. Пристапивме целосно косење и поставување на дополнителни канти за ѓубре, за отпад, како и поставување на мобилни тоалети. Што не беше никој пат случај, а водени од оние поплаки на граѓаните дека стварно имат потреба од дополнителни санитарни чворови, Точно, дека ние во има. согласно со општината пристапивме на монтирање на мобилните тоалети. Луѓето ќе видат тоа на 16 и 21 јуни. Одлично. Би сакала да прашам, покрај гробарината и покрај продажбата на гробни места, кои се другите финансиски приходи кои што ги има јавното предпријатие? Како се финансира? Значи, нашето свето тројство е вакво. Гробарина, продажба на гробни места, повлекување, например, санација, само подигање, санирање на гробните места и градежната оператива во изработката на мислам, во спроведувањето на налозите од општина, бекатон и вичнаци, Така, такви тоа го работи. работи. Да, тие се трите основни приходи од кои ние остваруваме плата и ги подмируваме И со овие од врските приходи спрема успеавте да ги добавувачите. вратите толкави долгови Да, Сонја, да. по тие 6 месеци. Ете, сега Браво. имате тромесечен извештај, спомнат од некој од советниците, дека нашата добивка за 3 месеци изнесува 4 милиони и 500 илјади денари.
Тоа е показател дека сме на вистинска патека, меѓутоа далеко од она што секој директор на јавно предпријатие како домаќин би бил задоволен да си го види своето предпријатие. Значи потребно е многу работа, многу труд, многу пот, како што ви напоменав, не би сакал да го видам предпријатието финансиски, кондицијски спремно за кратки патеки, него на долги патеки. Така. Би сакала да ве прашам дали имате некои планови, можеби за проширување, за подобрување на инфраструктурата, еве ги споменавте, тоа е навистина добро, тоалети, корпи за отпад, дали имате некои други планови за воиднина, еве набавка споменавте на транспортни средства. Така. Јас Сонја, кога стапив на должност, вршител на должност директор на ова јавно предпријатие, ја скениравме заедно со моите соработници цела ситуација. Така. Каде се наоѓаме, со што располагаме, какви ни се проблемите тековни, какви ни се за надолг рок. И дојдов до еден податок кој за мене дотогаш беше непознат, дека јавното предпријатие Градски гробишта е се уште на септички јами. Значи ние не сме поврзани на колекторскиот систем. Посебно, ете, луѓето кои ги користат цвеќарите поготово, се сведоци некој пати пред капелата, посебно кога имаме обилни дождови, Да, излевање како и сект. количество на вода која не може да биде акумулирана, не може да биде спроведена во колекторот, луѓето со право реагираат. Апсолутно. Значи поднесено официјално барање до Фондот за комунален развој и до градоначалникот за поврзување на ова јавно предпријатие на канализациона мрежа. Од кога тоа ќе го завршиме, сме во најава на асфалтирање на пристапните улици со цел да се подобри самата инфраструктура, која е и како е оштетена, подобрување на водоводните мрежи, односно на чешми, санитарните чворови. Тој дел ни е приоритетен, другиот дел го оставаме малку за некој, мислам, догледно време, Така. како и реновирање на канцелариските простори кои се на незавидно ниво. Така. Тоа. И тоа треба. И тоа како? Така. За крај, Драган, би сакала да ве прашам дали имате и планови за зголемување на приходите и за финансиска стабилност, дали во догледно време планирате да го исчистите комплетно долгот на јавно, дали има воопшто можност да се случи уствари тоа? Сонја, економски поврзани сте. Да бидете профитабилни, морат навремено да одговарате на обврските кои ви се дадени. Значи, навремено завршување на налогот од општина, по-конкретно на поставувањето бекатон на одредени делници. За да го направите тоа, ви потребна ви е техничка подготвеност. Во прилог на тоа, значи, ни треба транспортни средства, рачен алат, ни треба ваљак, ни треба жабица. Да. Ние сме ви напоменав, во фаза на подготовка на тендерската документација. Имаме проширување на гробните места како еден од условите за зголемување на приходите. Значи тоа е страната према 15-ти корпус, према самата улица, како и позади потегот према Велгоши. Значи таму си имаме проширено, така да во догледно време, сега за сега потребите на луѓето за тој дел ги задоволуваме на начин како што ги задоволуваме, а мислам дека можеме многу подобро, поорганизирано и нема да застанеме тука. Драган, ви благодарам многу што бевте дел од емисијата Прашални. Ви посакувам успешна работа и посакувам да го видиме јавното предпријатие и финансиски стабилно и да ги видиме остварени сите овие ваши планови. Обеќавам и ви благодарам многу. Фала ви благодарам јас. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во следната емисија Прашалник.